За линиите за кои нема поднесено жалби, денеска ќе се потпиша договори со компаниите што имаат добиено на тендерската постапка на веќе поставените линии кои што се над 20 во општина Куманово и ќе започнат да функционираат од 1 февруари, изјави денеска градоначалникот Максим Димитриевски одговарајќи на новинарско прашање. За 5 или 6 линии има поднесено жалби и за нив ќе се чека да одлучи второстепената комисија во ресорното Министерство за транспорт и врски, потенцира Димитриевски. Во месец јануари немаме јавен превоз и јас јавно се извинувам на граѓаните и жалам поради овие технички неможности, но општина Куманово има своји приоритети, а првенствено тоа е заштитата на животната средина и употреба на современи или помодерни возила кои што загадуваат многу помалку во однос на постоечките возила кои што се користат во јавниот превоз. Поставивме услови на тендерска постапка да минимум од техничките возила кои што се користат во јавниот превоз ги исполнуваат Евро 4 стандардите. Значи овие обжалени постапки за тој мал број на линии и целата постапка е предвидена согласно законот, мислам 7 или 8 дена е рокот на кој што треба ресорното министерство да одговори, а подоцна ја носи комисијата конечната одлука врз база на тие одговори. Верувам дека целата постапка ќе се заврши до 1 и почетокот на 1 февруари. Проблемите со јавниот превоз во општината нема да се одразат на превозот на учениците кои што од 1 февруари тргнуваат на училиште, додава Димитриевски. Но оваа постапка во ниту еден момент не ја доведува под знак прашање постапката за вршење на превозот на учениците, бидејќи таа е независна постапка и секој училиште согласно законските можности може за итни и неодложни работи да си подпише договор со превозници кои што ќе вршат превоз на ученици во училиштата, што значи училиштето како што даде насоки и владата ќе почнат да функционираат и работат од 1, а за децата ќе има обезбеден превоз. Од 1 јануари годинава градот и Кумановско останаа без линиски превоз, заради што граѓаните цел месец дополнително го оптоваруваат семејниот буџет, плаќајќи такси услуги наместо билет по символична цена во автобусите.